Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се вселиш во него. Мир вам, Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, како на небото, така и на земјата, така и во моето и во Твоето срце, брате и пријателе, сотруднику. Тоа е целата суштина, како тие да направат таткото и отецот и Исус, да направат сокровиште. Кој е таткото, кој е отецот, кој е синот, кој е светиот дух. Нашиот татко е татко на духовите и со духот треба да биде присутен во секој еден од нас. Да не води духот, да не учи, да не обликува, да не промени, да не роди. Тоа е христијанство, тоа е она што треба ние да го научиме. Видиме што читаме денеска. Остави се земно и врви по мене. Видите, Исус ни вели, остави се земно. Што да оставам? Што е тоа земно? И што е тоа да врвам по него? Остави себе да се оставиш на олтарот на љубовта. Ете така, да се оставиш тој стариот човек, да се заковаш таму на крстот. Но немој да го оставаш Исус, пазете, заради татко ми, мајка ми, зборува и денеска низ мене. Нека секое слово го допре, секој оној што ќе го отвори срцето и ќе повика кон тебе. Себе си остави се на крстот. Немој да го оставаш Исус заради татко ми, мајка ми, сестра ми, маж ми, брат ми, децата ми или некој друг таму. Не го оставај Исус. Себе си остави се. Стариот човек, стариот начин, старата природа, грешна падната природа, сатанска природа. Пазете сега. На тој камен, вели Исус, ќе ја изградам црквата. И тоа е тоа суштина. Камен на кој гради црквата. Каков камен, зошто камен? Околку сатот камен. Жив камен во Исусовата духовна заедница. Ти треба да бидеш тој камен, брате и пријателе. Камен и црква. Исус ги прашува учениците и тебе те прашува, дали сакаш да бидеш негов ученик? Или сакаш некој друг да те учи, сам да се учиш? Дали сакаш да бидеш негов ученик? Пазете, што да учиш? Што да учиш? Па да учиш да ги љубиш сите. Да го научиш царскиот закон на љубовта, да научиш да се движиш во духот, да научиш да се родиш во духот, да умреш стариот човек. Исус ги прашува, вие што мислите, кој сум јас? Пазете, Симон Петар одговори и рече, ти си Христос, спасител, помазаник, пратеник, според стариот слово, стариот завет. Ти си синот на живиот Бог и ти треба да бидеш син на живиот Бог. Значи денес велам татко небесен. Татко. Тогаш Исус одговори и рече, блажен си ти, Симоне, сине Јонин. И тебе ти го вели, блажен си ти, Тихо, син на Томе, син на семокниот Бог, на Севисниот Татко, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата. Матеј 16, 15, 17.
Кога Духот ќе ти го открие, тоа ти ќе знаеш што треба да работиш, како да работиш, зошто да работиш и ќе научиш да молчиш во присуство на семокниот Бог. Духот ти открива, тој те осветува, те капе во вода однадвор, површинско внатре тебе да ти искапе водна бања во Словото, во духовната љубов. Те раѓа од озгора во пламенен дух на љубовта. Пламенен дух на љубовта, значи он открива духот утешител, духот на вистината, духот на вечната љубов. Духот знае се што има во секој човек, он води, действува, зборува, исцелува, подучува. Значи, еве, тој слегува овие слова, јас сум само сад. Подучува. Не тело и крв, човечка природа со помрачен сатански ум. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа е тој жив камен, тогаш, во духовната црква Исусова. Ти треба да бидеш тој камен, ако тој дух живее во тебе. А јас тебе ти велам, Исус му вели на Петар, ти си Петар, што значи камен, ти си камен, и на тој камен, духовен камен, кога го води духот, кога му открива духот, ќе ја изградам црквата своја, духовна заедница, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Матеј 16:18. Значи на тој камен, кога си ти во духовна врска, само кога духот те води, кога ти открива тој, кога не зборуваш ти од себе. Пазете сега, црквата Исусова е изградена од живи духовни камења, жив камен во црквата. Другиот препев вели, ти си благословен, зашто ова сознание, било кое сознание за Исус, не ти е објавено од човек, туку од мојот небесен татко. 16:17. Матеј, те сакам, Господи Исусе Христе. Кога си поврзан со духот на Отецот, ти си блажен, благословен. Ти си тогаш тој камен, жив камен. Тоа е црквата, не е градба. Исус ме вели, ти си Петар, карпа духовна, на неа ја гради црквата со живи камења, а портите адски не можат да го сопрат нејзиниот пробив. Видете како се движат овие сотрудници. Ние сега отворивме радио Свети Дух, Духот го водеше тоа. И тоа звони, глаголи, евангелизира. Тоа е таа жива вода поврзаност која нема да сопре до крајот. До кој крај? До македонските слави. Матеј 16:18. Црквата е духовно заедништво со Господ Исус Христос и Отецот Небесен. Духовно заедништво. Од 23 стих само 5 стиха понатаму. Имаме Петар, значи карпа, камен. Му вели на Петар, бегај. Само 5 стиха понатаму, од мене сатано, се обидуваш да ми го попречиш патот. Пазете, зашто тоа што го велише човечко размислување, а не Божјо. Матеј 16:22-23. Значи веднаш за кратко време. Секој од нас е распнат, се распнува, е растрнат меѓу Петар, жив камен, воден од духот, карпа духовна, и Петар, сатана, со човечки мисли, чувства. И треба да оставиш тоа се земно, се телесно. Тој Петар да го оставиш со човечки чувства и да бидеш учен, воден, роден од духот, да бидеш духовна карпа врз која се гради Исусовата духовна заедница. Надворен минус 4-5 степени. Те сакам, Господи Исусе Христе, ме грее Твојата љубов. Таква црква Исусова, портите адски, не можат да ја запрат, нема да можат да ја надвладеат. Значи, или си Петар, камен воден од духот, или си Петар воден од себе си, од духот на овој свет. И тука треба да се остави се земно. Дали си Петар со своји човечки мисли за Исус, или си откриен, осознаен од духот на Отецот, духот на љубовта. Тогаш Исус ти ги дава клучевите од небесното царство, ако си во духот на љубовта. Небесното царство на љубовта, да се отклучиш од светот, да се вклучиш во духот на љубовта, да бидеш живиот камен во Исусовата вечна љубов
И понатаму Исус ти вели, и ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство. Пази, и се што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата. Мирни во името на Исус, се што ќе разрешиш на земјата, ќе биде разрешено и на небесата. Матеј 16:19. Во името на Господ Исус Христос го разрешувам секое зло, бре. Од Македонија, од нашата заедница, надвор од Македонија, сатано, лопови, лижидуши, начмичи, надвор во името на Исус, блудство, перверзија, дрога, криминал, негирање на македонскиот идентитет, надвор. И тогаш ти си еден дух, една сила, една љубов со Отецот и Господ Исус Христос. Една љубов со Отецот. Мирни во името на Исус, а ти воден од духот на љубовта. Одврзувај, сврзувај за Исус, одврзувај од светот и сврзувај се за Исус, за славата на Отецот во љубовта Исусова за навек, за навек. Друг препев вели, и ќе ти ги дадам клучевите, те сакам, Господи, од небесното царство. Тоа што ќе го затвориш на земјата, го затворам и го врзувам сатаната, бе, марш сатано во името на Господ Исус Христос од македонскава земја, од секој еден од нас. Ќе биде затворено и на небесата. Тоа што ќе го отвориш на земјата, ќе биде отворено на небесата. Го отворам срцето за Исусовата љубов. А ти што затвараш на земјата? Се што не е од Исус, го затворам на земјата и во Македонија. Се што е од Исус, го отварам на земјата. Го отварам моето срце. Исусе, го затварам за сатаната и светот, го отварам за Исус. Се одврзувам од сатаната, од стариот човек. Те сакам си светот и се сврзувам за Исус со појасот, се опашувам, стегнувам за Исус, се разрешувам од себе стариот, оставам се телесно и земно и врвам, се давам, подарувам, положувам во дух и вистина, жив камен во црквата на Господа Исуса Христа. Јован 8, еврејските верски водачи му рекоа на Исуса, не те сакам, Господи Исусе Христе, кај отидов. Тогаш Исус им се обрати на евреите кои поверуваа во Него. Вие ќе бидете вистински мои ученици, ако се придржувате до моето учење. Како ќе се придржуваш? Па ако му дозволиш тој да те учи, не ти, тогаш ќе ја запознаете вистината Исус, вистината ќе ве ослободи од стариот човек, од сите овие врски што ги зборувавме. Тие му одговорија, ние сме потомци на Аврам, бе, знаеш ли ти кои сме ние? Никому не сме му робувале. Што сакаш да кажеш дека ќе бидеме слободни? Исус им одговори, ве уверувам дека секој што греши, му робува на греот. Кој греши? Па ти постапуваш по твоето. Петар, сатана. Мисли на тоа што е човечко. Му робуваш на греот, а робот не останува трајно во семејството. Синот е трајно член на семејството, на царското. Како да станеш син? Мораш да станеш син на небесен татко. Ако синот ве ослободи, ќе бидете на вистина ослободени. Синот е Исус или некој друг син што стои наместо Исус, кого Исус му е главата, а тој е само извршител и сад. Знам дека сте потомци на Аврам, но сакате да ме убиете. Кој не го љуби братот своје човекоубиец? Зашто не сакате да го прифатите моето учење? Не сакаш да го прифатиш духот, тој да те учи да живее во тебе? Јас го кажувам тоа што сум го видел, тој што ми кажува. Вие постапувате онака како што ве научил вашиот татко, тој е Петар, сатана. Ти како што мислиш, твојата волја, твоите мисли, твоите чувства, твоите идеи. Нашиот татко е Аврам, му одговорија. Исус им одговори, да бевте Аврамови деца, ќе постапувавте онака како што постапуваше Аврам. Му поверува Аврам на Бога. Остави се и синот го однесе на олтарот да го жртвува. Но вие сега сакате да ме убиете, мене, човекот што ви ја зборува вистината што ја чул од Бога. И јас така зборувам тоа што сум чул. Аврам не правеше така, вие го правите она што го прави. Тоа се тие текстови кои слегуваат вашиот татко. Пазите го сега тој момент. Ние не сме вонбрачни деца, бе. Ние имаме Бог, ние сме израелци. Еј,
Исус им вели, ако Бог беше ваш татко, вие ќе ме љубевте, зашто јас дојдов од него и сега сум овде. Тоа е тоа. Не дојдов по своја одлука, тој ме испрати. Не разбирате што зборувам, затоа не можете да ја поднесете мојата порака. Не можеш да примиш. Им го кажува тоа. Кој е твојот татко? Вашиот татко е ѓаволот. Пазете, вие со задоволство ги извршувате неговите желби. Петар, Сатана, ти што мислиш со човечки? Тој беше човекоубиец од почетокот. Никогаш не бил на страната на вистината. Те сакам, Господ Исусе Христе, во него нема вистина, тој е татко на лагата. Кога лаже, тоа произлегува од неговата природа, овде вели карактер. Тој е лажго, татко на лагата. Не ми е природно да лажат. Мене не ми верувате зашто ја кажувам вистината во духот. Кој од вас може да ме обвини за грев? Ако пак ја зборувам вистината, зашто не ми верувате? Оној што е од Бога, Син Божји, ги слуша, послушан Божјите зборови, а вие не сте од Бога, затоа не сакате да слушате. Не сакаш да слушаш, велиш дека си христијанин, си правиш некои обредчиња како мало дете во градинка во забавиште. Излегуваш и влегуваш, рипаш, скокаш, палиш, јадеш, стануваш, положуваш раце, а во твоето срце не живее Исус Христос. И ти си тогаш Петар, Сатана, и тогаш тој ќе ти рече, бегај од мене, Сатано, ми го попречуваш патот. Патот тесен е патот што води кон животот. Пази да не внимавај да не се движиш по широкиот пат што води во пропаст. Мораш да му дозволиш на Исус да те води. Не да постапуваш од себе. Тоа е христијанство. Ретко кој го разбира ова и го применува. Мораш да имаш срце за Исус. Срцето да разбере, да му предадеш се, да се оставиш стариот човек, да оставиш се земно и да љубиш, да врвиш по него. Да врвиш по него значи да љубиш по него. Он да ги врши делата, духот. Он да зборува. Он да те роди во духот. Да ја извршуваш неговата волја. И тогаш ги имаш клучевите од небесното царство. Заклучуваш и отклучуваш. Се разбира по негово водство. И таа духовна заедница, црквата не е градба, Бог не живее во ракотворни храмови. Таа духовна градба, црква Исусова, портите сатански не можат да ја достигнат. Од земјата до небесата Исус Христос, цар на Македонија и македонците, бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од заедницата сотрудници Сатано во името на Господ Исус Христос. Не враќај се повеќе. Ја враќам Македонија во твоја собственост и заедницата и се што имам. Те сакам, Господе Исусе Христе, Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Немој да бидеш роб на гревот, робот не останува. Биди роб на Исусовата љубов. И тогаш тој те ослободува и стануваш слободен, стануваш сонаследник Божји, Син Божји, деца на ветувањето. Слава ти, Господи Исусе Христе, синови и керки Божји, од земјата до небесата, Исусовата љубов да ве преплави. Амин, до Божјиот царство небесно. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесен, во
sasum возлюбен. Ti davam srce vol, da se vseliš